На 14 јануари се слават три празника. Едниот е Нова година, вториот Христовото обрезнување, односно првиот ден кога Исус Христос е однесен во храмот, и третиот празник е на Свети Василиј, односно кај народот познат како Василица. Прва асоциација за Василица е палењето на василичарските огнови. Според етнологијата, луѓето верувале дека во деновите од Божик до Водици се појавуваат зли духови, токму затоа палеле огнови за да ги истерат истите. И во верувањата, во обредните верувања кај нашиот народ во минатото е тоа дека од Божик до Водици се некрстени денови. Народот верувал дека во овие некрстени денови луѓето се изложени на опасни разни демонски сили или лоши сили. Верувале дека во вечерните и ноќните часови надвор шетале разни самовили, вештерки, вампири или караконџули и заради тоа тие имале и низа заштитни обредни действија кои што ги практикувале за да се заштитат од разните надворешни демонски сили. Така тие верувале дека ако веќе мораат да излезат навечер надвор, во џебот треба да стават сол или да стават чешне од лук или пак некои носеле дури и кибрит, верувајќи на тој начин дека со палењето на кибритот, со оганот, ги истеруваат лошите сили. Слични се верувањата и со маскирањето. Претежно групи од возрастни мажи се маскираат, а на половината носеле звонци за да ги истераат злите духови. Меѓутоа, кај народот се развиле и организирани обредни игри во кои што главно учествувале возрастни мажи. Тие за да ги истераат овие нечисни сили, лоши сили, демонски сили, како што ги нарекувале, во деновите пред Водици се маскирале во разни кожи, биле со исцрнети лица, носеле стапови, тоа биле групи, машки групи, носеле стапови, меѓутоа на половината биле наредени со звонци и клопатарци, верувајќи дека на начинот на кој што тие ќе се движат и звонците ќе тропаат, создавајќи голема бучва, ќе го истераат демонското или она што е нечесно и лоша сила во нивната околина. Вакви обичаи и обреди во минатото имало во Штип и Штипско. Организираните групи и игри биле познати како џоломара, а додека учесниците во групите се нарекувале џоломари или џамалџии. Има и остатоци, односно џамалџиски гробишта во околината на село Љуботен и во село Ерџелија.